Еден неизговорен збор од председателката Силјановска Давкова го разбуди од зимски сон грчкиот премиер Мицотакис, а предизвика реакции и кај грчката опозиција. Ако досега соседите беа навикнати на сервилна дипломатија и прифаќање на секакви услови, уцени и навреди, еден поразличен став на шефицата на државава ја затресе политичката сцена во Грција. Меморандумите за Македонија се најновата причина за недоразбирање меѓу власта и опозицијата кај јужниот сосед. Откако опозицијската Сириза поднесе барање за ратификација на меморандумите, кои неколку години чекаа да влезат во процедура во парламентот, грчкиот премиер Мицотакис со ултиматум ќе ги прифателе кога македонската страна ќе го почитувала преспанскиот договор. Според упатените, последните случувања во Грција се знак дека во Македонија зема замав една проактивна дипломатија која ќе ги штити интересите на државата. Доаѓа време на една поинаква проактивна дипломатија и председателот, тоест председателката, покаже еден поинаков однос не само кон прашањето на името на државата, туку и кон однос кон меѓународната заедница, всушност од она што со години го трпиме, дека имаме дипломатија која во основа е серилна и која повеќе или помалку беше полтронска кон меѓународната заедница, исполнувајќи ги сите желби на меѓународната заедница, не водејќи за сметка за националните интереси на Македонија. За Јанкуловски не е за изненадување овој став на председателката, бидејќи таа како човек кој доаѓа од академската фела, секогаш ги бранела позициите на Македонија. Се работи за човек кој доаѓа од академската фела и немам никаква дилема дека човек кој има прво личен дигнитет, има личен став кон одредени прашања, не напуштајќи ги националните интереси и оние кои, да не заборавиме, ја гласа за тоа што поддршката беше огромна во поглед на незиното столичување како председател на Македонија. Грчкиот премиер Велиоти предупредил дека секое отстапување на договорот од Преспа би имало сериозни последици. Инаку, трите меморандуми кои произлегоа од договорот од Преспа и се подпишани од грчкото МНР и Министерството за одбрана уште во 2019 година. Останаа да се ратификуваат во грчкиот парламент и потоа да се спроведат. Меморандум за забрзување на процесот на интеграција на Македонија во ЕУ, меморандум за формирање на координативен комитет за економска соработка и техничка спогодба за надгледување на небото. Сириза вчера најави дека разгледуваат можности за поднесување на овие три меморандуми и веројатно тоа ќе биде во форма на законска иницијатива. Тие предходно обвинија дека Мицотакис избегнува да ги донесе во парламентот од внатре партиски причини за да ја одржи рамнотежата во самата влада.